Премиерот Христијан Мицкоски е подготвен да разговара со новиот бугарски премиер Росен Желјасков, но Македонија има црвени линии од кои нема поместување. Според познавачите, државава конечно нуди долгорочни решенија кои ќе гарантираат дека во иднина билатералните проблеми конечно нема да ни бидат пречка на европскиот пат. Дипломатот Зоран Дабич за Алфа вели дека новиот пристап на македонската власт е позитивна промена за разлика од претходно, бидејќи само на рамноправни основи во било какви преговори може да има напредок во односите меѓу Македонија и Бугарија. Дистрибутивниот пристап на Бугарија не нуди долгорочни решенија. Тоа нуди решенија помалку или подолго, меѓутоа со лимитирано важње, бидејќи едната страна не е задоволна и тоа ќе тлее и тоа ќе доведе до нови ситуации кои не се сакани и проблеми. Интегрираниот тек на преговори, како што ние се обидуваме да ги наметнеме, навистина води и треба да води кон една поширока слика, кон едно пошироко, па би рекол, зближување меѓу народите на двете држави, но на равноправни основи. Токму поради погрешниот пристап и прифатените отстапки минативе 3 децении Македонија се доведе до оваа состојба, односно поради условување од соседите, добиваме блокади на европскиот пат. Според Дабич, токму тоа се грешките кои биле направени од нашата независност, а од кои лекција научила сегашната владина гарнитура. Вели тајмингот и динамиката во преговорите значат некогаш најмногу во дипломатијата, а ние на тоа поле сме биле лоши во минатото. Во раните 90-ти, значи пред 30 години, Македонија во желба да ги задоволи барањата да им удоволи на барањата на соседите, се сеќавате, најпрвин го смени им знамето, потоа го смени уставот со одредби дека нема да се меша во внатрешни работи на соседните земји. И трето, јас мислам најголемата концесија што ја дадовме дека е таа што прифативме да разговараме за нашето име. Според Дабич, доказ за промената на македонската дипломатија е и работната посета на премиерот Христијан Мицкоски и владината делегација на САД, каде што беа остварени низа средби со блиски соработници на администрацијата на новиот претседател на САД Доналд Трамп. Ова е нешто што мислам дека досега не е сторено. Нашата дипломатија пенетрира во телото што утре, без оглед дали ќе биде ова институција или она, но ќе биде околу претседателот Трамп. И тука не можам да видам ништо лошо, него напротив, можам да видам дека се подготвува терен за едно американско внимание кон нас. Според познавачите, последниве години понизноста беше заштитен знак на македонските власти во дипломатските односи. Сметаат дека добро е што состојбата конечно се менува и Македонија јасно ги кажува своите ставови во заштитата на националните интереси и градењето на сигурен пат во евроинтеграциите.